Почитувани колеги, колешке Петровска, ова е најобемната статистичка операција што треба да биде завршена во една држава и тука треба да има конкретни и концизни бројки, податоци и показатели, а не на жими мајка, дали на некого му верувате или не. Треба се да биде докажано со конкретна и прецизна методологија која што вие се уште ја немате. На сила се турка оваа операција и наместо да биде спроведена од Државниот завод за статистика, вие сте формирали условно кажано некое политбиро и така како што ви одговара на вашите политики, така ја спроведувате оваа најсложена статистичка операција која што треба да даде одговор на многу прашања. Господјо Славјанка, имате искуство и од безбедносниот сектор. 5 прашања. Едно лице ќе може со повеќе матични броеви да попише повеќе лица. Тоа значи дека вие ако влезете во еден дом, едно лице може да донесе 17 лични карти, патни исправи или матични броеви, да рече лицата не се присутни тука, еден е на нива, друг е на корзо и да ги попише за еден дом 17 лица без при тоа да докаже дали тие лица се тука или не. Зошто е потребен двоен подпис тогаш? Велите попишаните матични броеви ќе бидат споредени со бази на податоци. Со кои бази на податоци ќе бидат споредени? Методологијата никој не ја познава. Велите на недонесен закон не може да има методологија. Брутална и несмасна лага. Понатаму одговорете ми, зошто не е припатлива идејата за терминали со оттисок од прст? Кажете еднаш јавно. 3 дена тука дискутираме, ниту еден човек од власта не кажа зошто не е прифатлива идејата, исто како за локалните избори и на пописот присуството да се докажува со оттисок од прст. Понатаму чувствувам должност да ви одговорам за вашето тврдење дека пописот е патриотизам. Господјо Петровска, патриотизам е нешто друго што не е блиско до вашата идеологија, ниту до вашето делување. А спротивно на патриотизам е капитулација. А ова што и се случува на Република Македонија изминатите 3 години не е патриотизам, туку е капитулација. Затоа се слават хероите, оние кои што кога било тешко, луѓето дали нешто од себе, издржале одреден притисок, а не се слават со работниците. Тоа е модерната аксиома, модерната дефиниција за патриотизам, а не е нешто што вие се обидувате да му покажете или да докажете на овој народ. Вака извршениот попис, политика, а не статистика, е се друго, само не е патриотизам.